Сакам да кажам дека е огромен број на информации имаме во таа ДНК, кои што не ги познаваме. Знаеме само дека 2% користиме од ДНК-та што ја содржи секоја клетка, тие 98% се 2,5 билиони години наназад, кои што се неактивни, може би во одреден момент се активираат, но не сме свесни, може би тоа е причината зашто се создава болести. Во ДНК-та е причината зошто доаѓа до инфертилитет, зошто некој пар може да има деца, а зошто друг пар не може да има деца. Исто така велам дека сме ние уникатни примероци, заради тоа што таа информација што ја носи ДНК-та возможува бесконечно број на комбинации за живо суштество или за човечко суштество. Во една клетка должината на самата ДНК молекула е 2 метри. Значи, кога ќе ги споиме сите ДНК молекули од милиардите клетки кои што го сочинуваат нашиот организам, значи ќе направиме една патека со која што можеме 17 пати да стигнеме од Земјата до планетата Плутон и назад. Значи, тоа се неверојатни димензии кои што обичниот човек не може да ги разбере, и ако нормално не проучувате во таа област, но јас мислам треба да ги разбере и треба да ги знае. Интересно е како сме создадени и во која насока се одвивала еволуцијата, затоа што немаме пишани записи во тој период кога таа се одвивала, како се одвивала, и можеме навистина само да останеме вака фасцинантни на податоци кои што допрева ќе се откриваат. Овој подкаст би сакала да го почнам со извиците: внимание, внимание, ќе следите подкаст кој навистина секој од нас, секој човечко суштество треба да го следи, затоа што ќе ја одгатнеме тајната, златниот клуч од тајната одеа, ама не онаа на Хари Потер, туку на човекот. Зборуваме за ДНК во процесот на инвитро и ќе слушнете фрапантни податоци со доктор Татјана Гуржанова и доктор на науки ембриолог Валентина Сотировска, која ќе зборува за процесот инвитро и битноста и сложеноста на ДНК во процесот инвитро, како оди сето тоа. Меѓутоа ќе почнеме со доктор Татјана Гуржанова за да објасни всушност што е тоа ДНК и зошто е таа космичка моќ во неа, а да не сме ни свесни. Да, не сме свесни каква моќ содржиме во секоја наша клетка. Тоа е космичката информација за создавање на животот. Од таму потекнува све. Од ДНК-та дава информација дали ќе се создаде живот или дали нема да се создаде живот. Зошто? Која е комбинацијата? Зашто таа комбинација ќе биде жива, а оваа другата не знаеме. Уште не знаеме да го зборуваме јазикот на ДНК-та, затоа што мислам дека е ДНК-та информацијата од Господ кон нас, луѓето во материјалниот свет. Што би кажала, значи, околу нас, нели, што носиме ДНК-та уште од создавањето, човечкото тело носи ДНК во себе, уште од создавањето на животот 2,5 билиони години назад, враќајки се до заедничкиот наш прадедо или прабаба, наречена Лука. Тоа значи Last Universal Common Ancestor, или последниот универзален заеднички предок. Од таму потекнуваме сите. Од таму потекнува Ешерихија коли, од таму потекнуваме и ние. И печурките. Значи, сите сме поврзани, сите сме роднини, сите еднакво ја користиме ДНК и еднакво ја транскриптираме ДНК во нашите клетки, како и Ешерихија коли. Така да никој не е подобар од ништо. Никој нема право на овој свет повеќе од некој друг, независно колку е тој мал наспрам нас или колку сме ние мали наспрам некој друго живо суштество. Сакам да кажам колку е тоа грандиозно и, што би рекла, ДНК-та е космичкото USB. Преку него ни дава космосот информации како животот ќе се одвива. Морам да кажам дека не знаеме ништо за самата ДНК. Морам да спомнам и дека 99% од сите животни врсти до сега што се појавиле на планетата веќе се исчезнати или се во фаза на исчезнување. Може ќе се случи истата судбина и со човечката раса, посебно ако
не ја искористиме таа интелигенција што ДНК-та не знаеме од која причина ни ја даде и свесноста, заради тоа што мислам дека во ДНК-та се носи информација за интелигенција и свесност, доколку не знаеме тоа да го искористиме во наша полза, во полза на планетата и во полза на животот, најверојатно ДНК-та ќе одлучи дека не сме веќе потребни на космосот и ќе ни избрише како човечка раса. Сакам да кажам дека е огромен број на информации имаме во таа ДНК, кои што не ги познаваме. Знаеме само дека 2% користиме од ДНК-та што ја содржи секоја клетка, тие 98% се 2,5 билиони години наназад, кои што се неактивни, може би во одреден момент се активираат, но не сме свесни, може би тоа е причината зашто се создава болести. Во ДНК-та е причината зашто доаѓа до инфертилитет, зашто некој пар може да има деца, а зашто друг пар не може да има деца. Исто така велам дека сме ние уникатни примероци, заради тоа што таа информација што ја носи ДНК-та возможува бесконечно број на комбинации за живо суштество или за човечко суштество. И баш од тие бесконечни број на комбинации ДНК-та одлучила ние да постоиме како човечко суштество. Значи, колку сме ние секој за себе уникатни, колку сме сите поврзани, колку сме во исто време уникатни. Значи, тоа е таква една големина во толку мала површина собрана, што едноставно воодушевува. Божја премисла. Божја премисла, Божја информација, Божји јазик. Ево што го слушнавте од доктор Татјана Гуржанова и го пуштала како breaking news, постојано да се врти за нешта да бидат појасни. Одиме етапно, докторке. Што се случува сега во тој процес инвитро? Како одат, нели, како оди тој материјал, што испитувате? Ете малку подробно да ми Може да каже само информација, пред малку ја кажа колкава е големината на должината на ДНК. Ние како медицинари, генетичари, молекуларни биолози кои што сме дел, нели, кои составуваме тимот за асистирана репродукција, постојано ни интересираат овие работи, не само технички аспект да го направиме инвитрото и да кажеме еве вака ова сме добиле процент, нели, на фертилизација, која ни е морфологијата на јајната клетка на сперматозоидот на добиениот ембрион. Меѓутоа, како научници сакаме малце подлабоко да навлеземе во причините за инфертилитетот и генерално, како што спомна и докторката, не би биле, нели, не би се осврнале кон научниот аспект ако ние проучуваме самата ДНК молекула. Од секогаш ни интересирало што значи таа, ние кажуваме како лична интима или лична карта на секој поединец, меѓутоа, како што напомена и докторката, само многу мал процент од таа ДНК ние знаеме како функционира за нашиот организам, за овој свет. Може би се работи за некоја универзална молекула која што функционира во целиот космос, во целиот универзум, за кој што навистина многу малку знаеме, а тие 2-3% кои што функционираат во нашиот организам се можеби само предодредени за нашата планета. За овие димензии. Тоа се многу интересни филозофии, морам да кажам, затоа што за жал не сме толку мокни за да можеме ние да ги докажеме тие тези, значи можеме само да претпоставуваме што би се случувало. Меѓутоа фактите кои што постојано се случуваат, кои што се детектираат, кои што се пронаоѓаат, особено последниве 20-30 години, а и од 60-тите години кога е откриена структурата на ДНК молекулата, установено е дека во една клетка должината на самата ДНК молекула е 2 метри. Значи, кога ќе ги споиме сите ДНК молекули од милиардите клетки кои што го сочинуваат нашиот организам, значи ќе направиме една патека со која што можеме 17 пати да стигнеме од Земјата до планетата Плутон и назад. Значи, тоа се неверојатни димензии кои што обичниот човек не може да ги разбере, и ако нормално не проучувате во таа област, но јас мислам треба да ги разбере и треба да ги знае.
Интересно е како сме создадени и во која насока се одвивала еволуцијата, затоа што немаме пишани записи во тој период кога таа се одвивала, како се одвивала, и можеме навистина само да останеме вака фасцинантни на податоци кои што допрева ќе се откриваат. Во тој аспект, значи, нашата работа како ембриолози, како молекуларни биолози, генетичари, доктори, специјалисти во оваа област е да откриеме што е она што лежи во ДНК молекулата и понатаму инвитрото, односно асистираната репродукција ќе оди во таа насока. Значи, до сега веќе протоколите за стимулација, за начините на оплодување се веќе воспоставени и траат веќе од 70-тите години наваму. Меѓутоа, сега веќе ембриологијата оди во подруга насока, значи потемелна, попрецизна, на ниво на клетка е она што ние го истражуваме и што ќе ни даде одговор на ова што го спомна и докторката, кои се причините за инфертилитетот. Не велиме дека само ДНК молекулата е крива нели за инфертилитетот, многу надворешни фактори, енвироменталните фактори се као кофактори надворешни кои што доведуваат можеби да го зголемиме процентот на инфертилитетот, гледајќи ги условите нели во кои што живееме. Нашето, да кажам, одложување на бременоста, затоа што со самото старење на јајната клетка се намалуваат и шансите за забременување, од причина што самото старење на ДНК, не на ДНК клетката, туку на самите клетки во организмот, како резултат на природното старење на клетките во организмот, доведува до акумулација на генетски мутации, генетски промени, кои што резултираат со неправилно распределување на хромозомите кога ќе се создаде ембриончето. Од друга страна, како причина број 1 или за инфертилитет е возраста нели на паровите, и на жената, меѓутоа и на мажот. Често пати се во јавноста се мисли дека мажот нели има ексклузивно право на создавање на сперматозоиди во целиот негов живот, меѓутоа не е токму така, значи има и нормални исклучоци која ќе слушнеме дека на 70 години некои нели од филмските звезди и така натаму добиле потомство со негов сопствен материјал. Тоа се сепак исклучоци затоа што и кај мажите во нивните сперматозоиди доаѓа до старење на ДНК молекулата и до на параметрите, значи на карактеристиките на ДНК молекулата, која што од тие причини на акумулирање на генетски абнормалности не доведува до развој добар на ембрион. Ма пак преку ДНК ќе докаже дека е негово ДНК. Токму така, преку ДНК. Од друг аспект доаѓа и до енергетско слабење на самата јајна клетка, затоа што ако ги споредиме јајната клетка и сперматозоидот, од сперматозоидот ембрионот го наследува само геномот, значи само хромозомите. Меѓутоа јајната клетка е најголемата клетка во женскиот организам и таа е полна со вода, меѓутоа и со сите оние хранливи материи кои што се неопходни за да може да се развие еден здрав ембрион. Тука би ги напоменала и митохондриите, сега го кажувам од стручен аспект, меѓутоа сепак е интересно да се слушне и за пошироката популација и за нашите гледачи, а тоа е дека митохондриите се енергетски централи во клетката на јајната клетка, кои што возможуваат енергија, сила да може ембрионот убаво да се развие во правилни клетки, оно што го спомнавме во претходната емисија, да добиеме на многу добра морфологија на ембрионите, значи да бидат и убаво поделени, да бидат без фрагментација, а тоа дава тој енергетски погон во клетката како резултат на доброто функционирање на сите оние органели кои што функционираат во клетката. Напојуваат. Напојници, токму така. Батериите на клетката кои што ќе доведат до правилно сегрегирање на хромозомите. Токму тоа што ние го гледаме во нашата лабораторија морфолошки, меѓутоа постои техника со која што може да се види генетскиот профил на секој од овие ембриони. Таква техника е преимплантационата генетска анализа, која што е воведена со години уназад во нашата лабораторија и со која можеме да ги следиме генетските профили, односно дали ќе добиеме информација дали ембрионот кој што треба да го трансферираме е здрав, односно е уплоидичен, или дали носи тој ембрион некои заболувања кои што се детектирани кај парот кој што кај неговите родители. Така, например, имаме доста пациенти кои што немаат проблем со забременување, значи немаат они проблем со спонтано забременување, меѓутоа кај нив се детектирани некои заболувања
кои што ние ги викаме моногенетски заболувања, кои што се пренесуваат преку еден ген и кај кои што има високи статистички шанси да тоа заболување се пренесе и во создадениот ембрион. Од тие причини, таквите пациенти доаѓаат кај нас на консултација со цел да го прекинеме ланецот на пренесување на заболувањето во наредната генерација, односно во нивното потомство. Во такви случаеви, ние во консултација со нашите генетичари правиме еден профил на генетско испитување со цел да видиме кои од тие ембриони ќе бидат биопсирани. Значи самата анализа се прави со биопсија на ембрионите како дел од инвитро процесот, која ќе ги добиеме ембрионите во текот на... Тоа значи се извлече од нив материјал да се испита. Токму така. Значи, целата постапка се врши во самата фаза на инвитро постапката, значи добиените ембриони од креираните ембриони во самата инвитро постапка, ние ги биопсираме, значи вадиме неколку клетки од тој ембрион, истите тие остатокот од ембрионот го замрзнуваме со цел да видиме кои од тие ембриони понатаму ќе бидат селектирани за ембриотрансфер. Клетките кои што биле трансферирани, кои што биле биопсирани од ембрионот, ги праќаме на генетска анализа и тие ќе ни бидат репрезент за генетската карта на соодветниот ембрион. Со цел да не дојде до забуна, ние на пример можеби ќе добиеме 6 или 10 убави, здрави, морфолошки збориме ембриони кои што навидум изгледаат здрави и квалитетни, ги одбележуваме посебно и ги замрзнуваме секој поединечно, посебно одбележени прв, втор, трет, четврт, пет, шести ембрион и така ги одбележуваме и тие мали тубички во кои што сме ги ставиле посебните делови од ембрионот кои што биле биопсирани. Откако ќе добиеме одговорот од генетичарите, ни праќаат соодветен извештај во кој што пишува каква е генетската композиција на секој од овие генетски тестирани ембриони. Доколку, например, од тие 6 ембриони имаме 3 здрави ембриони, тие ќе ни напишат првиот, третиот и шестиот. Например, ембрион се здрави, еуплоидични и тие можат да се трансферираат назад кај жената. Вториот и четвртиот имаат некои генетски абнормалности, анеуплоиди ние ги викаме, значи промени во бројот на структурата на хромозомите или бројот на хромозомите и таквите ембриони треба да се уништат затоа што не е добро да се вратат да се трансферираат назад кај мајката. На тој начин ја правиме селекцијата на здрави ембриони со цел да ги зголемиме и шансите за имплантација и да добиеме здрава бременост, односно здраво поколение. Прочешлана. Само ке ние јас тука да се надоврзам од гинеколошки аспект во кои случаи го препорачуваме тоа. Например во Америка се прави рутински кај секој инвитро. Ние и тоа би било добро да можеме да го правиме, но не можеме да го правиме заради тоа што тоа е сепак еден поголем финансиски издаток за пациентите. Не голем, но сепак не го покрива фондот за здравствено осигурување, треба да платат приватно за испитување и за она што кажа мапата на хромозоми да се види да се врати еуплоиден здрав ембрион со нормален број на хромозоми, а исто така и да се испита на пример за одредени моногенетски заболувања на кои што се претходно детектирани кај паровите, односно кај мајката и таткото на ембриончето. Во принцип ние гледаме доколку се случуваат спонтани абортуси, каде што не можеме да откриеме што се случува. Сепак, како што кажа доктор Валентина, треба претходна консултација со генетичар за да се види дали покрај анеуплоиди треба да бараме одредени моногенетски заболувања што асоцираат повеќе со спонтани абортуси, значи има одредени критериуми што све се испитува претходно и што треба да бараме кај ембрионот. Исто така каде што откриваме одредени промени во кариотипот на еден од партнерите, кој што е таа промена нормално овозможува нормално функционирање на индивидуата, но има предизвик во репродукцијата. Значи, доведува до создавање на нездрави ембриони. И тука помагаме да се селектира еден или два здрави ембриони и истите ги враќаме назад и со тоа кога имаме еуплоидни или здрави ембриони во однос на хромозоми, тоа е со нормален број на хромозоми, шансата за успех на инвитро е дури до 70%.
проценти. А тоа што го кажа исто доктор Валентина, кај постарите индивидуи и мажи и жени имаме поголем процент на анеуплоидни ембриони или болни ембриони, односно не неупотребливи, нездрави ембриони во однос на хромозоми, и заради тоа имаме помала стапка на успешност, заради тоа што тие ембриони едноставно со помал процент се имплантираат. Помалка стапка на успешност. Можат и да се имплантираат, има поголема шанса да има некаков синдром врзан со бројот, ризични за создавање на здрав живот. И затоа се прави тоа собирање, колекционирање на повеќе ембриони, обавезно до ниво на бластоцис, заради тоа што ние вадиме клетки, тоест ембриолозите, гинеколозите не, туку ембриолозите вадат клетки од обвивката на ембрионот, од трофектодермот, каде што фактички не го засегнува самиот ембрион, самиот плод, туку се зема дел од она што треба да биде постелка на идното човеченце, на бременоста, да. И тоа се испраќа за испитување. Кај повозрасни луѓе, кај и мажи и жени, значи кај кажавме кај мажите исто така носат ризик за генетски грешки и создавање на анеуплоидни ембриони. Потоа повозрасни жени заради тоа што веќе имаме повеќе мутации на ДНК-та, повеќе дури самата митохондрија нема доволно енергија за да го ја направи делбата како што треба на хромозомите во делбеното врептено, сето тоа доведува до зголемен процент на анеуплоиди. И сето тоа ние го минимизираме, односно враќаме здрав ембрион со генетско предимплантацијско испитување на хромозоми или PGT популарно, затоа што веќе пациентите го знаат. И ние во нашата клиника веќе рутински го работиме години наназад, но како да не е популарно многу, како да изгледа не сме доволно збореле за тоа, и повеќе пациентите заминуваат во странство за таа техника која што ние ја работиме многу добро, односно која што таа техника нашите ембриолози ја работат многу добро. Затоа се добри овие информации што ги проследуваме за да се во тек. Да. Имаме чест да објавиме дека сме избрани како клиника да учествуваме во национален проект со Македонската академија за науки, во лабораторијата за генетски инженеринг, да учествуваме во национален проект токму за поставување на вакви техники во нашата земја, затоа што доскоро во нашата земја немаше лабораторија, генетска лабораторија во која што може да се анализираат ги испраќавме надвор примероци и бевме принудени да ги праќаме надвор за да добиеме резултати. Меѓутоа еве сега имаме можност, значи ќе започне експерименталната фаза заедно со лабораторијата за генетски инженеринг при МАНУ да воспоставиме техника која што ќе биде македонска лабораторија за да можат нашите пациенти да ги прават почесто и со нормални финансиски бенефиции, можеби ќе се склучи некои договори со Фондот за здравство, такви ни се намерите, значи за да овозможиме ваквите генетски анализи да бидат достапни за нашите пациенти. На домашна адреса, што е многу битно. Така. Морам да напоменам дека на почетокот кога почнавме да работиме оваа техника, нормално како и секоја нова техника се работи со предострожност, како што ќе се изведе, какви ќе бидат резултатите, затоа што ова е премногу осетлива метода. И на почетокот биопсиите на ембрионите се правеа на третиот ден од развојот на ембрионите, кога се 8 клеточни, значи кога ембрионите се составени од 8 клетки. Меѓутоа во тоа време, да кажам, смеевме да извадиме да биопсираме само една, максимум две клетки од ембриончето за да не го уништиме ембриона, затоа што сепак станува збор за инвазивна техника, и тие една или две клетки ни представуваат генетски репрезент, значи за структурата на хромозомите на ембрионот. Меѓутоа во таа фаза понатаму студиите покажаа дека не е се уште доволен материјалот, значи таа концентрација на ДНК не е доволна за да може да ги одредиме ние сите оние заболувања кои што би сакале да ги откриеме за настанатиот ембрион, и затоа со помош на новите софистицирани техники, со новите медиуми, со новите аксесуари, да кажам, и микроскопи со кои што и тука работиме, се овозможи биопсирање на ембрионите на 5-тиот ден од нивниот развој, значи на стадиум на бластоциста, кога имаме многу поголемо количество на ДНК, значи во однос на бројот на клетките, така да во оваа фаза ние можеме да извадиме преку 10 клетки од постелката, од тој трофоектодерм, и на тој начин да добиеме многу подобра информација за тоа генетски
генетската структура на ембриончето и да бидеме сигурни во резултатот кој што им го дадеме на пациентите. А при тоа да не се оштети ембрион. Да не се оштети. Меѓутоа, се техниката отиде уште понапред, значи на тотално неинвазивно диагностицирање генетско на ембрионите преку испитување на медиумот, значи на течноста во која што растеле ембрионите, се култивирале ембрионите од моментот на нивното оплодување до 5-тиот или 6-тиот ден од нивниот развој. Зошто тоа така се прави? Затоа што самиот ембрион во текот на неговиот развој испушта делови од неговата сопствена ДНК, кои што ние после можеме да ги аспирираме нели од течноста и да ги пуштиме на генетско испитување без никакво, значи, афектирање на развојот на ембрионот. Значи буквално само ја праќаме течноста во која што живеел тој ембрион, се развивал и на тој начин да го добиеме генетскиот профил од ембрионите. Ова е бум, да кажам, во ембриологијата и во генетиката, бидејќи навистина одиме во права насока за да добиеме неинвазивни резултати од генетската структура на самото ембрионче, што е од голема предност и за нас и ни олеснува нормално и работата и стресот, за да не дојде до оштетување. Нели мислам дека тоа сепак е уште во фаза на експериментално заради тоа што да се утврди дали е доволно исто толку точно како и биопсијата на ембрионот. А спомнете 70% дека се би биле добри, а ние 30% се резултат. Не, 70% успешност. Успешно би биле добри резултати. Иначе успешноста на класично инвитро е некаде 40, максимум 50% за нели клинички бременности, тоест срцева акција во 6-та недела. А додека со здрав ембрион, кога се враќа еуплоиден ембрион, шансата да биде успешно е 70%, што е многу висока шанса. На возраста или на што? И не, се должи на све, на она што не го знаеме. Се должи на ендометриум, се должи на матка, се должи на многу фактори кои што, например, тоа еден ембрион кога се имплантира на ниво на ендометриум е буквално како сателит кога слетува на месец. Значи тоа треба да се намести, да се центрира, молекули од ендометриумот да го прифатат, значи одредени интегрини, адхезини, за да он се залепи, за да ги пушти своите пипци во самата матка, да навлезе во ендометриумот и тука да почне да расте. Многу голем број. Како беше тоа 700 протеини кои што ги знаеме што учествуваат во процесот на имплантација. Колку уште не знаеме протеини што учествуваат, на кои што ние само ги знаеме, немаме влијание. Така да, но сепак, пошто репродуктивната медицина е страшно динамична наука, многу се работи со студии и со све. Ние сме исто така дел од научни проекти, научни студии, затоа што без наука нема успех во репродуктивна медицина. Пак, многу работи не знаеме и не можеме да влијаеме. Односно, на некои работи доаѓаме до сознание, но се уште немаме моќ да влијаеме, да. Заради тоа што ако имаме 100% успешност на инвитро, тогаш треба човечката раса да биде на такво ниво на технологија да може да населува други планети, бидејќи планетава наша ќе биде пренаселена. Само уште едно прашање пред да одјавиме. Ова пред имплантација колку трае фактички? Од денови? Така, значи, како што напоменав, биопсијата на ембрионите се прави на 5-тиот ден од нивниот развој, значи ние поминуваме целата фаза од еден класичен инвитро процес, на 5-тиот ден правиме биопсија и ги замрзнуваме биопсираните ембриони во истиот ден, значи во истиот акт кога ќе биде биопсијата. Потоа ги чекаме резултатите од генетската лабораторија, кои што може да траат и 2 недели од прилика, а тоа веќе ни е зависно, значи од динамиката, работата на лабораторијата, колку пациенти ќе пратиме, колку ембриони и така натаму. Така да штом ги добиеме резултатите од генетската анализа, стапуваме во контакт со пациентите, ги викаме во нашите простории за да се договориме, да им објасниме какви се резултатите и добиените здрави ембриони во договор со докторот, во зависност од циклусот на жената, во кој нареден циклус ќе бидат трансферирани во нејзината матка. Што можеме да кажам за овие дека нашите следбеници не следеа science fiction
подкаст, туку нешто што може би за некоја година ќе биде веќе документарец, како што Матрикс е документарец, затоа што техниката и технологијата толку многу напредуваат да никош додека зборуваме веќе за кратко време ќе биде нешто што е Да, веќе кај нас е прифатено и документарец заради тоа што сето ова што го зборевме кај нас се применува. Така да веќе го работиме тоа. Значи морам да кажам дека сме собрани тим кој што неверојатно си ја сака својата работа и баш токму поради тоа сака да носи нови технологии, нови методи кои што ќе го зголемат и процентот на успех и кои што ќе ги направат нашите пациенти среќни. И тоа може да се родители. забележи, сите они кои не следат дека навистина работите љубовта, работите со љубов. А исто така со љубов треба да не следите затоа што неважно да се е здравјето и затоа останете во добро здравје.